Добро, значи јас сум обврзан, задолжен, а и лично од мотиви многу блиски до пријателството што го имам со градоначалникот Маријан Ристевски и со сите тутуно производители, сум присутен овде заради тоа што и кога е добро и кога е лошо треба да се биде со земјоделците, особено како министар за земјоделство, а особено во оваа ситуација кога од пред некој ден, кога имаше големо невреме во овој регион, има големи оштетувања на земјоделските култури пред се на тутунот. Значи, Министерството во целост го разбира проблемот на тутунопроизводителите и сега многу ми е драго заради тоа што сите потребни мерки или постапки во согласно со законот се преземени од страна на општината во делот на извршување на проценката на оштетувањето на земјоделските култури, брзината, односно рокот во кој што сето тоа ќе се изврши, поминувањето на потребните документација преку Советот и доставувањето до второстепената комисија на владата на Република Македонија, каде што ќе се изврши конечната одлука за висината на обештетувањето, подкрепена со конкретна одлука на владата на Република Македонија, зашто јас лично се заложувам сето тоа да биде во краток временски период, заради тоа што средствата се е пожелно да бидат исплатени до оштетените тутунопроизводители во што пократок рок. Сакам да напоменам дека и во оваа ситуација земјоделците не се сами, дека е со нив и Министерството за земјоделство, особено вработените во подрачната единица кои што се задолжени да бидат членови во сите работни тимови, односно групи на формирани од страна на општината кои што ќе вршат проценката. Доколку се појави потреба за поголем број на стручни лица од областа, тогаш ги ставаме сите потенцијали кадровски на Министерството за да можеме, доколку е потребно, да се формираат и повеќе овакви работни тимови кои што ќе гарантираат дека во најкраток можен рок ќе може да се изврши проценката. Навистина ми е жал, заради тоа што бевме сведоци на лице место да ги видиме сите овие штети кои што се предизвикани. За жал, тоа е последица на климатските промени, пред се заради тоа што не се случајни, не се ретки овие временски непогоди, а од друга страна треба да биде пак и поука за сите земјоделци, заради тоа што во програмата за финансиска поддршка на земјоделството има дефинирани мерки кои што одат во насока на покривање на трошоците за осигурување на земјоделските површини токму од овакви елементарни непогоди. Жал ми е, меѓутоа, многу мал број на земјоделци тоа го имаат до сега искористено како можност, но еве сега ова треба да биде поука како до година сето тоа треба да се прави благовремено. Добивме од страна на земјоделците многу добар предлог, тоа да биде и формално ставено во вид на законско надополнување на законот за тутунот или тутунски производи, или евентуално во уредбата за поглиските критериуми за исплата на субвенциите за следната година. Без оглед ние ќе се исконсултираме со правните лица да ја најдеме најдобрата форма која што ќе гарантира дека во иднина нема да постои тутунопроизводител во државата кој што нема да го има осигурено својот род, односно земјоделска површина на која што гледува тутун. Јас да упатам голема благодарност до владата на Република Македонија и Министерството за земјоделие, кој што навистина после она што се случи во неделата, тоа беше големото невреме и град кој го зафати Прилепскиот регион и Прилепско поле, веднаш реагира и денеска меѓу нас е присутен и министерот за земјоделие, кој што заедно со нас направивме обиколка да ги увиди штетите од градот кој што ги предизвика на тутунопроизводството и другите земјоделски култури. Тие се многу големи и тоа е едно од најголемите невремина што последните 4-5 децени го има зафатено Прилеп и
Прилепско. Локалната самоуправа, да напоменам дека одма реагира во текот на вчерашниот ден со формирање на комисии кои ќе излезат на терен да направат увид на лице место, да ја проценат штетата што е направено, и тоа е наша законска обврска. Во оваа прилика да упатам апел до сите земјоделци во Прилепско кои што беа опфатени од ова големо невреме и градот да ги достават навреме пријавите за да можат екипите да извршат увид во локалната самоуправа. Ќе гледаме да тоа брзо и експресно го завршиме, да помини тој елаборат и на Советот на општина Прилеп и да се достави до владата на Република Македонија за да подоцна и навреме да дел од тие штети се надокнадат од буџетот на владата на Република Македонија, што многу ќе значи за овие земјоделци, посебно за тутунопроизводителите, посебно за овогодинешната реколта. Исто така и моја препорака е до сите земјоделци, посебно до тутунопроизводителите, бидејќи нив ги има најмногу, да навреме го осигуруваат своите земјоделски површини токму од вакви непогоди, бидејќи свесни сме дека со самите климатски промени ова многу често се случува не само во Полагони, туку и воопшто во Македонија и целиот регион. Во текот на вчерашниот ден, Комисијата за елементарни непогоди на итна седница ја формира првата комисија, тоа е за објектите кои што беа зафатени од ова невреме. Во текот на денешниот ден се формира комисија за земјоделските култури. Со разговор со министерот и градоначалникот одлучивме во текот на денешниот и утрешниот ден да бидат формирани дополнителни комисии, колку што ќе бидат потребни, најмалку уште 3-4 комисии кои што исто така ќе излезат на терен. Направивме еден акционен план според кој до 5 јули потребно е да овие комисии достават и своите извештаи, да излезат на терен, да ги направат проценките и да ги достават своите извештаи до Советот на општина Прилеп, а на седница која што ќе закажеме средината на јули, веќе да ги усвоиме овие заклучоци и веднаш да ги испратиме до комисиите во владата на Република Македонија.